Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Македонија денес. Сите вие што сте денеска во своите домови пред малите екрани ќе се забавувате и релаксирате заедно со нас до 14 часот, затоа што навистина имаме убави, интересни теми кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание. Како што знаете, секогаш започнуваме со теми кои што ги посветуваме на здравјето, секако тука станува збори на менталното здравје, секако односот помеѓу луѓето, социализацијата, секако психологијата е важен дел од нашиот живот. Не е едноставно да се биде родител, особено во периодот кога децата се веќе адолесценти и кога трпат одредени промени во својот живот. Токму затоа денешната тема и денешната емисија започнуваме со темата родители и адолесценти. Секако ќе ги слушнете на советите од нашата денешна прва соговорничка, магистар Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. Добар ден, Милка, добре дојдовте. Добар ден, поздрав на вас и до гледачите. Не ми замерајте што го сгрешив. Специфично. Со вашето презиме, секако вие сте ни редовен гостин во телевизија 24 во Македонија денес и убаво е да се слушнат вашите совети кои што секогаш се однесуваат за луѓето, за она што им се случува во нивниот живот, сите оние промени кои што ги чувствуваат секако како и во социјалниот, како и во семејниот живот. Па кажете ми, кога станува збор за родителите и адолесцентите, навистина не е едноставно да се биде родител, особено во период кога веќе навлегуваат во оние тинејџерски, адолесцентски години, кога трпат одредени промени овие деца. Токму така, но не само што е проблем да се биде родител на адолесцент, туку е и проблем да се биде адолесцент по тој период, затоа што ако во пубертетот настанува физиолошки повеќе хормонални промени, веќе со почетокот на адолесценцијата продолжуваат и физички промени, меѓутоа се случуваат и емотивни, социјални, когнитивни, така да промените се веќе и на ментално и на физичко ниво, што уште повеќе рано во раниот период на адолесценцијата, пошто неформално ја делиме на 3 дела, али да не ги замараме гледачите со теоретскиот дел, повеќе ќе ги интересира, претпоставувам, практично како да се соочат родителите со адолесцентите и обратно адолесцентите со родителите. Типично за периодот на адолесценција, покрај овие промени што се случуваат, е големата улога што игра групата врсниците. Значи, така да младите луѓе од една страна трпат притисоци во однос на школските обврски, но и притисоци да се биде припадник и не само формално да се биде припадник на некоја група, туку и од групата да се биде прифатен. И тука одма се наметнува проблемот да ако родителите не му помогнат на детето да најде група, например од спортски активности некаква група организирана или деца што имат слични афинитети со нивните деца, или ако детето било заради некои причини маргинализирано до периодот на адолесценција, тогаш најчесто запаѓаат во групи кои што се асоцијални, така да и тука во тој период ги бележиме и првите, да речам, деликвентни однесувања, но и искуства со пушење, земење, ако не тешки наркотични средства, тревата е, нажалост, се почесто присутно и присутне и алкохолизирани состојби, така да доволно е во градски парк да се прошета и да човек ја види таа слика како младите седат по трева и пијат пијалоци и со тоа имате на погрешна представа дека на тој начин влегуваат во светот на возрастните. Сега да не бидам одма на почеток погрешно сватена дека сите адолесценти мора да имаат вакви искуства со овие, да речем, зависнички субстанции. Тоа во голема мера зависи и каков однос меѓу родителите и децата е граден до тогаш, затоа што вие не можете да почнете со нагли промени во однос на укажувањето на децата како треба да се однесуваат, ако претходно бил еден период на емотивна, да речам, или комуникацијска изолација на младиот човек. Затоа постојано се апелира дека најубаво и најдрагоцено потрошено време е времето што ги
ги минуваат младите родители со своите деца, затоа што ако базата на взаемна комуникација, доверба се гради уште од првите години на животот и со сите промени за кои што подосна ќе зборуваме што се обележи на адолесенцијата, тогаш ова нема да представува лудило во наводници по дома, затоа што доволно да направите со некои родители што има деца 9 оделение, првите години на средно, па и целокупното средно образование и одма да не почнат да паничат, леле, јас како ќе излезам на крај со мојата ќерка и мојот син. Некои однесувања се типични и не мора околу се да се крева голема галама и да се прави се баук, меѓутоа како да се излезе побезболно од овај така наречен пубертетски или адолесцентни, меѓутоа тоа е адолесцентен тинеџерски период кога се јавува и бунтовништво, отфрлање на родителскиот авторитет и кога групата дава силен печат. Така. Рековте дека во семејството и родителите всушност ја даваат она основа за однесувањето и карактерот на детето. Често пати се случува да кажа дека децата се огледало на своите родители, но има случаи каде што и токму децата се спротивно од она што се родителите, зборувам во нивното однесување. Како да се постапи правилно со децата? Постои или некоја конкретно правило, конкретна дефиниција каде што можеби ќе им улесни на оние родители кои што ги воспитуваат своите деца да знаат дека е тоа правилното или пак можеби дека не е правилниот начин? Знаете, Мартина, не само секој семејство, туку и ако имате 2-3 деца, тоа се 2-3 различни приказни во однос на релацијата што детето е воспоставува со родителите. Али родителите се возрастни и тие, како што преска спомнав, од почеток ги наметнуваат начините на воспитување и грижа за своето дете. Значи, адолесенцијата не мора да биде ништо посебно страшно ако родителите почнат и тие да растат паралелно со своето дете. Држање до крути некои ставови, апсолутистички, или јас се додека си под мојот покрив има да биде како што јас кажувам, без флексибилност, без разбирање ништо минува младиот човек, не само што нема да даде позитивен резултат, напротив, контрапродуктивно ќе биде. Значи, таков строг однос, тоа е лажно наметнување на авторитет. Значи, авторитетот не треба да се поместат границите да детето стане родител, а родителот дете. Сепак треба да се сочува една доза на авторитет, меѓутоа во основата лежи да се изгради однос на комуникација, на разговор. Комуникација во кој што нема да има седи ти и сега јас ќе ти кажам како треба да се однесуваш и ти не смеш тие мои правила, така да кажам, или принципи да ги кршиш. Ова не значи дека детето треба да ги крши оние правила што се поставуваат, мора да има лимитирано граници докаде може да оди со своето однесување, затоа што велам, доволно е да излезе на улица и да има директен контакт со асоцијални појави, како што преска ги спомнав, меѓутоа, ако родителот има во себе сенс да го сочува, да го сослуша и да го разбере детето, али да не биде тоа проформа слушање, онака што се вика само со уво, него мора да вклучи и емпатија. И многу е убаво ако се поставите како родител дека сте на исто ниво со вашето дете, затоа што овие ние ги имаме млади луѓе како деца, меѓутоа ако сакате да го навредите адолесцентот, кажете му дека е дете. Тој во основа уште не може да го, знаете, збунете, почнува абстрактниот тип на размислување, почнува да се преиспитува дали родителите се она што на вистина тој или таа перцепирале дека се, почнува да го споредува своето семејство со семејството на другите луѓе, почнува, знаете, се губи она границата на реалноста и рационалноста, така да јас ке станам голем човек, мегаломански идеи и така натаму. И сето тоа тука е родителот едноставно не да го приземи. Мора да се мине низ
тој свет на имагинативни цели, нели, мечти и така натаму, меѓутоа и кога реално, во однос на врските со училиштето, спортски активности и така натаму, тоа веќе мора да се изгради еден објективен и одговорен однос спрема врските што младиот човек ги има. Иначе, велам, не сме диктаторски начин и мора да се сослуша. Родителите грешат кога настапуваат со готови решенија. Веќе има конкретен проблем, да речем. Детето и сега тоа, мајката или таткото ќе каже, оди и направи го тоа и тоа. Значи, вие не треба да му давате, затоа што градите една паразитска и зависна личност, која утре за најмала работа нема да умее да донесе никаква одлука, камоли да понесе лична собствена одговорност. Значи, разговарајте, нека ви објасни зошто направил некаков избор, да рече постапил исправно или неисправно, веднаш да не презентирате како во ваше време било се идеално, зашто ние имаме селективно памтење и тие што сме ги правеле истапи со кои што нашите родители не се слагале, брзо ги забораваме и одеднаш како едни непогрешливи родители застануваме визави нашето дете, што е сосема погрешен став. Убаво е да се каже како и ние сме минале низ тој период, доколку тинејџерот, односно адолесцентот, прояви интерес. Тоа е многу редок случај. Така. Тука ќе ги отвориме и телефонските линии за сите оние кои што можеби сакаат да постават некое прашање до нашата гостинка, ќе можат тоа да го направат во следните минути се до крајот на овој разговор. Милка, кога станува збор за реповте родителите дека честопати, односно децата честопати знаат да направат испоредба во тие години на своите родители со останатите родители на нивните другари, меѓутоа честопати се случува родителите да го направат истото со своите деца, да дадат примерите, детето на тој и тој направи вака или многу подобар од тебе во тоа или многу е полош од тебе во... Да. Се извинувам, бе прекина. Тоа е многу погрешен став, затоа што секоја споредба оди на штета, лична штета, штета во однос на сликата што детето е формира само и за себе, од аспект на самодовербата, од аспект на самопочитувањето. Значи, вие може да дадете пример, меѓутоа треба да бидете многу внимателни, не како тој или таа успева, како тоа седи дома и учи, а ти и почнува три точки, нели, умеат и погрни миња да ставате или да ги споредува со братот и сестрата, затоа што убедувањата за сопствената вредност ние ја носиме од најраните години од нашиот живот, а подоцна и не знаеме дека со нашите постапки управуваат нашите убедувања. Просто тие убедувања се местуваат некаде меѓу подсвеста и свеста. Ако сакаме да ги знајдеме и со нив да се справиме, можеме, меѓутоа најчесто и не умееме да објасниме зашто вака се однесуваме, зашто преку нешто сме премолчале, зашто однапред се откажуваме од идни проекти. Значи, многу треба, апсолутно многу треба да се биде внимателни. Ние, психолозите, сме против такво, да речем, несоодветно споредување со други деца или со братот или сестрата. Така. Рековте дека треба да се воспостави еден однос на родителите со своето дете, да не биде тоа диктаторско воспитување или војничко, како што велат. Меѓутоа, еве, јас и пред малку споменав дека често пати знаат децата да бидат спротивни од своите родители. Ке речеме прекрасни родители, а деца со деликвентно однесување. Каде ја прават грешката тука родителите? Каде детето го скршнал својот пат? Мартина, многу е дискутабилно што е тоа прекрасни родители, затоа што нашите критериуми од надвор се субјективни критериуми, така да родителите можат да бидат успешни по сите, да речам, критериуми професионално и така натаму, да му обезбедат се на својот тинејџер, меѓутоа квалитетното време што родителот го поминува со своето дете, почита што е изразува кога со детето разговара, сослушувањето со емпатија, ставање тоа значи на негово место, да се види, да не се поставуваат прашања во кои што ќе добијат одговор така,
што така сакам, или одма да стане детето затоа што не е просто не е расположено тогаш да разговара, а родителите инсистираат баш тогаш да се разговара. Мораме да бидеме објективни. Малку квалитетно време родителите минуваат со своите деца. Велам квалитетно, не зборам за овај квантитет. Не е квалитетно време ако вие разговарате, поготово со адолесцентни, а при тоа нели го користите вашиот лаптоп или мобилен телефон и гледате во телевизија, му давате површни одговори. Тоа ја руши сликата за дека детето утре на своите родители може да се подпре. Така да не е тоа, значи, се убаво во најавата кажавте дека се огледало, децата се нашето огледало, како ние се однесуваме спрема нив, како кои системи на вредности им ги презентираме, што не мора да значи дека тие по дефолт тие истите мора да ги проектираат кај нив. Они имат искуство лично, нели, посебен тип на интеракција со своите врсници, али да ги поддржиме во тој процес на когнитивно, но на социјално и пред се емотивно созревање. Така. Кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат родителите со своите адолесценти од ваше лично искуство до сега во вашата област, бидејќи работите доста години како психолог и психотерапевт, што е она што најмногу ги загрижува родителите? Родителите, знаете, тоа е еден како типичен профил, почнува со тоа како се буни, како веќе е станало непослушно дете, се зборувам со јазикот на родителите, дека што и да кажат мајката или таткото, тој или таа ќе го направат сосема спротивното, дека неговата соба е тотален хаос и така натаму, дека одбива да одржува хигиена и така, или ставиле пирсовите, товажеле, обоиле косата или не знам што направат. Преку некои работи просто мора да се погледне вака низ прсти, али под предпоставка да не станува збор за некои деликвентни или асоцијални однесувања, или детето да станува збор за некои невротични, да речам, заболувања, затоа што и младата популација склона е кон депресија, кон анксиозност и може да добие обсесивно-компулсивно пореметување и така натаму, да не ги замарам гледачите. Значи, мора да се биде исклучително внимателен, бака да решам фигуративно од позадина, да се следи што прави нивниот син или ќерка, и ако забележат поготово отсуство од училиште, спење, останување до касно во вечерта, при тоа немат представа каде се, со кого се, тоа не значи постојано да ги проверуваат, да ги следат со својата кола, да им забрануваат, да им звонат на 5 минути, каже ми, дај ми сега другарката да ми потврди дека си со неа. Тоа едноставно го руши авторитетот на нивниот син или ќерка во групата. Реков пред малку, групата има исклучителна важност, затоа што кај почнат, ти си мамин син, ајде мамичка ми те бара, подругливи, исмејувања, сарказам и така натаму, што подоцна кај младиот човек создава револт. Значи, некои, да речам така, во наводници сипаници, едноставно мора да се изживат, во смисол на малку бунт, малку наметнување, јас нема што да ми кажеш и така натаму, али кога е расположен, да знаат родителите. И кога ќе дојде во период на средна адолесценција, секојаш родителот е потребен. Али таа просто, ако западне во неволја, дека родителот е тука да му помогне. Ако носи некоја животна одлука, тука е родителот да помогне. Ако е во состојба на некои недоумици, не може да направи правилен избор, тука е родителот. Тоа е, да речем, убавината на родителството во тој период. Меѓутоа, ништо не е страшно како што се дава една помпезност. Тука мора да се биде внимателен, затоа што со адолесценцијата се врзува и така наречена адолесцентна криза. И многу е тешко кога ќе дојдат и кај мене и кај колеги да се побара помош, да направиме точно диагностицирање, дали станува збор за клинички проблеми, односно патолошки проблеми, или тоа е типична, да речам, типични карактеристики врзана за
периодот на адолесценцијата. Така да, ако забележат родителите остапување, детето станува потиштено, повлечено, престанува да излегува, да се дружи, нема никакви интереси, буи само у некоја точка или во телевизорот да го прашате што гледа, нема представа. И исто така апелирам, пошто ова е време на компјутери и на секакви игри, да се биде внимателен, просто да се следи кои содржини детето ги пребарува, затоа што ако и тамо постојат групи кои што едноставно ги анимираат, а посугестибилните, понесигурните деца, адолесценти се подложни на такви сугестии, ветувања дека еве јас ќе ти помогнам или спротистави се што тука мајка ти, татко ти има да ти кажува, до кога ќе излезеш и така натаму. Да, дури имаше сега и неодамна случај кој што ете така во такви групи доста деца беа вклучени, кои што ги терале и да се самоубијат дури. Нажалост, дојде и до нашите простори. Да. Сакам да верувам дека веќе таа игра е симната или како да речам, и дека нашите луѓе, односно младите луѓе веќе знаат за што станува збор, але ако плавиот кит се елиминира, ќе дојде нешто друго. Така да мора да се биде внимателен. Тука беа анимирани и од помала возраст дечиња, тоа што се исклучително сугестибилни. Така. Рековте дека навистина не е едноставно ниту за родителите, ниту за децата во тој адолесценски период. Рековте дека е добро и дека сакаат тогаш адолесцентите да се приклучат на одредена група, каде што ќе се осеќаат дека припаѓаат. Како да ги насочиме децата да бидат и да одберат она вистинското друштво, луѓето со кои што ќе се дружат, да бидат на оној правилен и вистински пат, а да не заминат, односно да не бидат со група која што има деликвентно однесување? Па тука мислам дека спортските, пред се колективните во периодот на адолесценција, колективните спортови дават исклучително позитивни резултати, значи треба да се следи зашто детето е надарено. Нека игра кошарка, фудбал, ракомет, ако е во период на адолесценција, не мора да свири на клавир во тој период, да ги зема сите можни часови, значи не сакам погрешно да бидам сватена, секој си има свое зошто, не може да биде музички талентиран, ако тоа значи изолација, осаменост, минување часови на обука и часови дома само, во тој период ќе има негативен, да речам, ефект, затоа што потенцирам врсниците, групата имаат исклучително голема улога. Ако станува збор за спортски колективни активности, веќе детето е абсорбирано во групата, се развива еден такмичарски однос, значи ги потенцира своите квалитети, способности. И во друг случај да се избере, да речеме, ако имаат афинитети, група да играат тенис или некоја друга активност, да се договара да излезат, да речеме, на кино во сладкарница или да се почестат. Пак самите деца спонтано е бираат групата, меѓутоа дали ќе бидат деца што знаат што сакат, на која група ќе припаѓаат, во голема мера зависи каква самодоверба сме претходно изградиле кај детето. Затоа од почеток, значи, постојано апелирам да се посвети квалитетно време на детето, уште од самото раѓање. Не е доцна и да се почне со адолесценција, али она што е пропуштено ќе се го покаже повеќе или помалку, нажалост, негативниот ефект. Така да родителите мора да бидат постојано будни, постојано присутни и не мора тоа да значи дека треба да играат улога на полицајци, инспектори, кои што секој чекор. Поготово децата се исклучително чувствителни кога родителите забрануваат. Со овој не смееш да се дружиш. Зошто не смеат? Зошто јас така кажам. Да, вие сметате дека тоа дете ќе го наведе вашиот адолесцент да почне да пуши или да користи марихуана и така натаму, но објаснете му зошто му забранувате. Односно, ако детето инсистира, тоа да ви објасни што гледа кај тоа дете. Јасно. Значи, децата имаат зошто се дружат со одредена група, но ако сите групи, заради некој, да речам, интелектуална инфериорност, заради некои физички
аномалии, инвалидности, така натаму, тие деца, како и надпросечните, нажалост, се маргинализирани, не се абсорбираат во, појдете во еден училишен двор и ќе видите како тие деца се маргинализирани. И во просторот, во училишниот двор, така да со тие деца треба индивидуално да се работи, како по безболно да минат низ тој период. Али мислам дека родителите повеќе се тие што се напнати и престрашени разменуваат искуства или со пријатели, што не е лошо, меѓутоа баш и вие најдобро си го познавате сопственото дете. Ако детето е второ или трето по редот на раѓање, не значи истиот модел од постарото дете да го просто проектирате кај помладото. Така. Рековте дека често пати треба да се објасни зошто одредено дете не треба да се дружи со тоа другарче, да речеме. Меѓутоа, секогаш, како што кажавте, и децата треба да го дадат своето објаснување што гледаат всушност кај тие другарчиња. Навистина, адолесцентскиот период си носи своји предизвици и, како што рековте, многу е важна самодовербата која што тие деца ја има до тогаш стегнато. Како да им ја внесеме таа самодоверба кај децата со цел да знаат подоцна како да се однесуваат и да одберат вистинската група каде што припаѓаат или пак да го одберат оној талент за кој што го носат да биде и нивна животна професија, затоа што често пати во тие години децата не знаат што да одберат. Апсолутно. Значи, самодовербата е процес, таа не може да се изгради преку ноќ, впрочем и кај возрастните, а кога станува збор за деца, тоа е по-специфично. Мора детето да се стимулира да биде самостојно. Не сме родителот, чека јас место тебе ќе ја завршам таа, да речам, задача. Мора да биде пофалувано. Наградата во форма на пофалба има стимулативно дејство. А што е со наградите во форма на материјално? Не сум јас лично, ако ме прашувате. Замислете доста ситуирани родители, така од ракав купува скапи марки, да речам, на облека или точак или не знам што, како ќе го стимулира, со што, со кола, со джип? Јасно. Мислам, пофалбата, искрено дадената пофалба од родителот, има она насмевка, она преградка што ќе направи родителот, верувајте, има поголемо дејство од дадено, да речам, кеш пари или купено некое парче брендирана облека. Затоа што децата, точно е дека се следат кој каква гардероба носат, тоа обично во средниот период на адолесценција, меѓутоа во почеток, кога веќе влегува во тој бурен период, мислам дека наградата, стимулацијата, колку тие се горди што го имат него или не за свој син, односно ќерка, искреното фалење, искрената гордост, понос што е такво какво што е нивно дете, има да даде позитивни резултати. Меѓутоа, критиките од типот на од аспект на интелигенцијата, глупав си, трапав си, од тебе никогаш ништо нема да биде, остануваат како има долгорочни негативни последици, пред малку ги спомна во форма на убедување. Односно слика што ќе понесат за себе, подосна тие деца се повеќе подложени да се дружат со асоцијални млади луѓе. Да, ги спомнавте и пофалбите, нели оние пофалби кои што можеби секојдневно ги добиваат децата, може ли да доведе до нарцисоидно однесување понатаму во животот кај нив? Денеска децата, родителите можат да се расфрлат со пофалби, да зборат на голема врата нивниот син дека е сите аспекти, меѓутоа тоа не се пофалби што има стимулативно дејство. Тоа се као проформа кажани работи. Ако родителот го стави акцентот на таа родителска улога, сака да изгради сопствен модел на дете. И ако е неуспешен или ако бил така и да речам повеќе авторитативен тип на родител, автократски стил на воспитување, се е индивидуално, Мартина, али секојдневните пофалби имаат контраефект. Значи, пофалбата искрена, благовремено дадена, има
на вистина позитивен ефект. Некогаш да речеме детето ќе го направи спротивниот избор од оно што му сугерира родителот, не сме родителот од тоа да прави пама, еве јас му кажав како да треба да направи, тоа е и неетливо и синот на мене го направи спротивното. Не, тоа има право на свој избор. Потоа разговарате. Нека. Но комуникацијата е основа. На вистина, али сенување, разговарање, исклучување на сите да речам телевизори, компјутери, се што може да го омета, да го попречува разговорот и спонтано, искрено разговарање. Родителите во тој процес на меѓусебна комуникација пожелно да има, да речам, ако не идентичен, барем близок став. Так. Да не изиграват добриот и лошиот полицаец. Да. Го имаме и првиот гледач на линија. Добар ден, повелете, во програма сте. Повелете. Добар ден. Јас сум анонимна, може да бидам, од Тетово се јавува. Јас сум самохрана мајка. И... Ало? Да, ве слушаме, ве слушаме. Јас сум самохран родител и баш ги пратам вакви емисии кога има било на своја програма. Добро. Ја поздравувам докторката. Благодарам. Јас сум мајка на син што има 16,5 години, баш во тој период адолесцент. Зборувајте, ве слушаме. Да? Да, зборувајте, ве слушаме. Сакам да прашам, многу прашања има моментално. Сакам да прашам, сега синот ми се наоѓа у таја фаза што почнал да пуши, дома седи, нема никакви... Господи, намалете го тонот на телевизорот и зборувајте во слушалката, затоа што немаме многу време. Повелете со прашањето. Особено сакав општо да прашам така, имаме малце држ не да и со детето, па ме интересираше со поступувањето малку пообширно, да објасни, почнал да пуши. Така. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Милка, сме на самиот крај од разговорот, така што еве накратко ако можете да ја одговорите на гледачката која Ја мислам дека ако почнува да покажува асоцијални типови на однесување, да побара стручна психолошка помош. Ова е многу широка тема, не можам за кратко време да дадам соодветен одговор. Навистина убава тема. Имате ли можеби совет до родителите кои што имаат некаков проблем со своите деца? Што е она што прво треба да го направат со цел да им помогнат и секако да го спречат на несоодветно и деликвентно однесување кое што подоцна може да им донесе многу проблеми во животот? Велам, ако почнат да покажуваат остапување во однос на издегување, се пасивизираат, часови се осамуваат, гледаат само телевизија или на компјутер, не се дружат, немаат никакви афинитети, одбиваат да одат во школа, седат по цели ноќи, а потоа спијат цел ден и така натаму, покажуваат како пушење и други да речем, користење на психотропни супстанции, станували исклучително агресивни, можеби се љути и бесни или имаат некое невротично заболување, исклучително поткитно да се побара стручна психолошка помош, затоа што час поскоро е час подобро. Така. Милка, ви благодарам што прифативте да бидете дел во Македонија денес. Надевам секако ќе се видиме повторно во некоја друга прилика и ќе позборуваме на друга тема од областа на психологијата. Ми беше задоволство. А ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Во 12 часот се најновите информации од Македонија и од светот. Веднаш потоа се враќаме повторно назад во Македонија денес, каде што продолжуваме со останатите содржини. Бидете со нас.